Универзитетот Гоце Делчев го промовира проектот Современа средина за учење, кој ќе се имплементира во гимназијата Добри Даскалов во Кавадарци. Современа училница или современа средина за учење е насловот на проектот кој деновиве го промовира Универзитетот Гоце Делчев од Штипа, кој ќе се имплементира во гимназијата Добри Даскалов во Кавадарци. Во гимназијата целосно ќе бидат реновирани и адаптирани две простории кои ќе бидат опремени со најсовремена опрема и која ќе биде во сопственост на универзитетот, а ќе ја користат учениците, за КТВ изјави проректорот за настава на Универзитетот Гоце Делчев и професор на Факултетот за образовни науки Кирил Барбареев. Станува збор за еден концепт кој што универзитетот, размислувајќи околу тоа како суштински да ја најде поврзаноста на универзитетот со средното образование, бидејќи на некој начин учениците кои што сега учат во гимназијата за неколку години ќе бидат студенти и ќе бараат своји места каде би сакале да студираат, универзитетот одреди и на некој начин ќе ја промовира и својата општествена одговорност како институција, а тоа е создавање на една современа средина за учење. Во разговор со директорката на гимназијата ќе бидат одредени местата, просториите кои што целосно ќе бидат реновирани од страна на универзитетот, ќе се обезбеди современа опрема, која што опрема ќе биде во сопственост на универзитетот, но ќе ја користат сите наставници и ученици во гимназијата, ќе може да ја користат студенти кои што студираат на различни факултети, а ќе имаат потреба да реализираат одредени активности во таа училница, например ако се тоа студенти на факултет за образовни науки или студенти на други факултети во наставните насоки или можеби студенти од информатика. Таа училница ќе може да направи видеоконференциска врска со факултетот за информатика или со другите факултети во Штип, ќе може да се вмрежуваат за одредени активности. На некој начин сакаме да направиме еден амбиент кој што ќе биде пристоен за учениците, кој што ќе има повеќе цели, во тој простор би се случувал можеби професионален развој на наставниците, би се случувале обуки, би се случувале експерименти, истражување, подобрување на дидактичките и методските активности на наставниците. Значи, целото она со кое што може да влијае на подобрување на образовната пракса. Тоа е замислата која што универзитетот ќе ја направи и за многу краток временски период, веројатно по завршување на годината ќе започне со цел во септември веќе да стартува еден таков простор. Да, значи веќе во септември. Тоа сакав и да ве прашам кога, бидејќи започнува сега проектот, кога ќе можат учениците да влезат во таа современа средина за учење и да ја користат. Имајќи ги во предвид динамиката на активности кои што треба да следиете, проценивме дека 2 до 3 месеци ќе биде доволен период, а тоа ќе биде летниот одмор, да се приспособи целиот тој простор и на некој начин да се постави целата опрема, која што веројатно ќе биде една или две современи интерактивни табли со видеоконференциски можности за видеоконференциски врски, класични табли, флип чартови, можеби ќе има и компјутери, маси, столови, шкафови, постери, значи се она кое што сметаме дека може да влијае на повеќе предметни програми кои што се во интерес на гимназијата. Тоа е првата фаза од овој проект. Втората фаза веројатно ќе биде создавање на проектни активности на факултетите на Универзитетот во Штип со гимназијата Добри Даскалов. Имаме еден концепт замислено, а тоа е можеби во Штип универзитетот да биде домаќин на еден саем за иновации во кој што ние ќе бидеме целосно организатори на тој настан, а учениците заедно со студентите и професорите во текот на годината ќе работат на некакви проектни активности и на тој саем би ги промовирале своите проекти, своите идеи, својата иновација. И тоа веројатно ќе биде една мрежа на повеќе средни училишта кои што во тој период, април и мај месец, наредната година би се одбивал во Штип. Тоа е според нас многу посуштествен саем наспрема класичните форми на саеми, каде што концептот е поразличен. Тука ќе бидат на истото место сите ученици од регионот, заедно со своите наставници од училиштето, со идните професори на кои што тие би сакале да студираат, во истиот момент би ги виделе условите за работа и за студирање на универзитетот во Штип, би се дружеле со студентите и тоа е една подинамична врска, една подинамична концепција која што би се развивала помеѓу училиштата и универзитетот.
За тоа што проектот Современа средина за учење се имплементира токму во гимназијата Добри Даскало во Кавадарци, директорката Невенка Попангелова изрази голема благодарност до ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, Блажо Боев, и истакна дека придобивките од овој проект, кој ќе стартува од септември, ќе бидат многу значајни за учениците и професорите од гимназијата, но и за целиот град. Ние започнавме соработка со Универзитетот Гоце Делчев од Штип уште од 2011 година, кога го воведовме системот за електронско учење Moodle. Професорот Здравев ги едуцира наши 15 професори да го користат тој систем Moodle за електронско учење како една алатка за подобрување на квалитетот на учењето. Тоа го воведовме незадолжително, професорите беа ентузијасти, работеа, понатаму ја пренесоа таа своја обука на останатите колеги и ние веќе соработуваме, го применуваме системот Moodle во наставата. Че добиеме една современа средина, значи за учење, опремена со најновите техники, и повторно наставници ентузијасти за почеток ќе почнат да ги користат тие училници, нели, и сето тоа за подобрување на квалитетот на наставата. Значи ние го продолжуваме трендот континуирано да го подобруваме и просторот за учење и квалитетот на наставата. Каде е предвидено да биде оваа училница? Предвидено е да биде во сегашниот простор балетска сала, така ни е наименуван во училиштето. Тоа е простор кој сега наставниците го користат за реализирање на тестирањата на учениците. Значи, ние тој простор ќе го адаптираме со помош на Универзитетот Гоце Делчев во Штип во две такви современи училници и опремата исто. Ја користам приликата да изразам голема благодарност до Универзитетот Гоце Делчев од Штип, кој што несебично, значи, ја менторира на некој начин нашето работење, нашата настава и допринесува да ние и постојано сме во тек со современите техники и едноставно ни ги отвара можностите да бидеме во тек со времето.